Мислејќи дека едноставно ќе ја напуштиме, односно ќе го напуштиме градскиот центар во Охрид и таму некаде во периферијата на градот, кај домаќините ќе се напиеме по кафе и седи со здравје ќе си се вратиме. А днема за денес тоа правило не важеше, зашто појдовме во Горно Лакочареј. Дури сега ништо не знаеме за тајните на ово село. Ниту за начинот на живење, ниту за тајните што ги крие, а бога ми ниту за вредностите што, верували или не, ги поседува. И така, случајно или намерно, еве на селскиот центар во Горно Лакочареј. Пред малку забележивте дека селската чешма ни го сигна вниманието и ни дозволи да го потврдиме пред малку реченото. Како и да е, од некаде мора да се почне. И верувајте или не, малку ќе биде возможно во еден здив да се каже се она што го дознавме за Горно Лакочареј. Со пропратни објекти за земјоделство и земјоделски машини ни го сигна вниманието. И проречените стари куќи кои што, како забележувате, како со пушка ги гаѓавме одвај, беа видени во Горно Лакочареј. Тоа беше доволен доказ дека станува збор за модерна населба и безмалку предгради на градот Охрид, иако е оддалечено само 4 до 5 километри од строгиот центар на градот. 120 домаќинства на кои што им чади оджакот од безмалку 200 селски куќи во Горно Лакочареј го чинат преку 600 жители. Земјоделската механизација алудира веќе на занимањето земјоделство. Како ни рекоа, имаше доволно време да почувствува лакочарејскиот народ, да ја свати на некој начин под наводници замката на фабричките хали по градиштата и да се врати на веќе испостаната земја, да ја заживее и еве денес да живее нормално како и секој свет. Но за обстанокот нешто подоцна, а еве додека ги следите кадрите низ Горно Лакочареј да проговориме нешто што му лежи и во традиција на телевизија Морис. Се разбира, оставајќи ја по настрана, односно оставајќи го по настрана предпријатието Лакос во собственост на господинот Тренски Климе, кој што ете со својот труд и на некој начин, како да е во договор со своите соселани, па вика само напред за добро на селото и оформил овде и пилана, и продавница, и сокара. Према нашите забелешки малку беше возможно да се види од што се изградени лакочарејските куќи. По видувањето на старите објекти, истите се мешавина од камен и плитар. Оние поновите, како овде не рекоа, се од цврст материјал и безмалку наречени за вечни домови. Нека Господ ги послуша во овие зборови. Зашто лакочаријани одсекогаш знаеле за традиција, како што и ова наречен Манастир Свети Спас. Манастирот Свети Спас во Горно Лакочареј е приказна за себе. Овде всушност Манастирот Свети Спас представувал духовен центар на безмалку 10 села. Своји конаци овде имале од Орман, од Долно Лакочареј, од Горно Лакочареј, од Косело, Дорови, од Вапила, Ливовишта, Требеништа и од Горенци.
Како што ни рече господјата Серафимовска Воскра, одржувача на манастирот Свети Спас. Секое село си имало свој конак, кој што и ден денес како простори важат и им се наклонети на спомнатите села. Како работите стојат и не значи дека 10 сега го одржуваат денешниот манастир Свети Спас, овде најуредни се лакорчаријани. Према некои сознанија, манастирот Свети Спас датира од пред 300 години. Истиот е осветен и погоден за извршување на сите верски почести. Малата камбанерија што се наоѓа до самиот манастир Свети Спас веќе се запоставува, зашто таму некаде десно само на 30 на чекори проникна новата, која веруваме ќе се слуша надалеку, па дури и до центарот на Охрид со оглед на малата оддалеченост. Голем е влогот на лакочаријани токму во овој манастир. Нешто повеќе ќе забележите дека истите поседуваат неверојатна духовна енергија. Манастирот Свети Спас е обскрбен дури со вода, која што датира собствени манастирски извори. Фонтаната пред малку што беше пред вашите очи духовна енергија. Во моментот на нашата посета, господјата Серафимовска им подготвуваше ручек на мајсторите кои што и понатаму се залагаат за што подобриот изглед на манастирот Свети Спас. А дека манастирот Свети Спас понекогаш представувало газдинство што може секој да му позавиди. Со неограничен број насточни грла и со ораници кои што манастирското гумно било премало за да ги обработи сите житни снопија. И како обично бива во манастирските простори се чуваат и работи, еве во случајот произведени уште 33-та година, кога некој од камен направил дупка за точење на црвен пипер. Манастирски обичаи викаат се што ќе се допринесе за истиот да се стави подпис. Така беше случајот и на ново изградената манастирска чешма. Во една од просториите на конакот веќе навлеговме. Манастирска кулина, манастирска трапезарија и еве просторија за одмор. Здрави да бидеме живи, Господи, мир да имат во светот. Вика цркви и манастири со години, со векови се градат. Да. За колку време вие планирате да го обновите манастирот Свети Спас? За овие 2 години. За овие 2 години ни поможи Господ, така младите се ангажираја повеќе. Тие конаците тука исто, камбаријата и таа подновена, шатијата на манастирот и таа подновена, сега скалите така, а видите од чешмана до манастирот на Накар. Дали помагаат сите соселани, денес само вас го најдовме овде? Дали помагаат сите? Помага така кога имаме акција поголема. Преку призмата на 4 чечми, така наречени, е основна прилика да го посматраме храмот Свети Никола заедно со селската трапезарија, која што кажуваат, а не успеавме да влеземе да го потврдиме тоа, добива најно вистинско современо здање кое што вликува за една урбана населба, како што е годно Лакочари. Инаку храмот Свети Никола се простира на безмалку 150 квадратни метри. Фрливме поглед, но не со камера, туку со нашите очи во внатрешноста и бевме одушевени од иконостасот и иконографијата. Всушност и не се сомневаме во тоа, како и вие, гледајќи ги предходно иконите
и иконостасот на манастирот Свети Спас. Од друга страна пак, овде се и вечните жители на Горно Лакучареј, кои што еве ние и покрај обидот да направиме едно панорамско видување од оваа височина, а и не Бог знае колку голема височина, но сепак Горно Лакучареј се гледа. Може би и не ни успеа. И ето најноше се вративме во имотот на господинот Тренешки Клима, каде што работи селската пилара, подобро речена пиларата во негова собственост, тамо каде што пред малку спорнатата сокара и продавница работи. Интересни се избројите на господинот Тренешки, кога ни даде нападствија, односно ни кажа легендата како постанало селото Лакучареј. Тој тврди всушност дека името на ова село постанало од францускиот збор лак, што би значило крајбрежје, односно брег на француски јазик. Постои уште една верзија која луѓето тврдат за дека станува збор за обичено лак, односно пошто Охридското езеро се протегало на атарот на ова село, она што ние би го нарекле за наша македонска оаза представува лак и потоа го добила името Лакучаријанци, односно Лакучареј. Јавесно е сега во современата фарма на крави во семејството Тодорски. Пак некои да не се поверува на податокот дека во Лакучареј престојуваат 340 сортни крави. Во споредба со ониот трпејца, кои практично доликува на обични планински крави од расата буша. Овие према зборовите на господинот Тодоровски во просек по 28 литри на ден даваат млеко и, како ни рече, воопшто не постои проблем за пласирање на истото. Случајно или намерно веќе моравме да прошетаме низ механизацијата која што е дел од оваа фарма на крајот од краиштата. За овие крави души мора да се обезбеди храна. Према зборовите на господинот Тодоровски, практично багерот служи за исправување на шталското ѓубре во специјална приколица, која исто така е исклучиво наменета за растурање на шталското ѓубре по нивите, кои што во моментот ја гледате. Неговата формула мораш да дадеш за да земеш, посеј за да ќе биде и оправдана. Меѓутоа, господинот Тодоровски не е единствениот, да го наречеме бизнисмен или деловен човек во Лакучареј. Ние се доближуваме до објектот на господинот Цветковски Кире, кој што важи за најпродуктивниот произведувач на јаболка во минатата 97 година. А за да се случи истото пак напор, трактор, трскалки, 2 магацини за складирање на произведените јаболка. За подуша ние и не жалевме што навративме во овој магацин, покрај објаснувањето дека намерно се створени услови за вештачка влага. Овде затекнавме и неколку бочви. Интересирајќи се за тоа со што се наполнети, тој во такса ми покажа дека станува збор за сортно вино. Искрено речено и најголемите дегустатори ќе ни позавидеа во овој момент. Ова беше и најблискиот дом кога екипата на телевизија Морис одлучи малку да здивне. Не поради квалитетното вино, туку заради муабетот.
Сигурно е дека среќата не е наклонета, па без малку наидовме и на секретарот на одборот на местната заедница, господинот Цветковски Кире, што покрај председателот на спомнатиот одбор, еве прилика и него да го поздравиме срдечно. Господине Цветковски, како сте, а се надеваме добро со оглед на тоа дека се најдуваме во вашиот топол дом? Јас сум добар, супер. Сум секретар во местната заедница на селото Горно Лакочере. Воедно сум и прогласен за најдобар производител на јаболка за реколтата 97. За реколтата 97 имав 70 тони квалитетно јаболко, кое го пласирав во првите 2 месеци, ноември и декември. Перспективите на селото за производство на јаболка се огромни и видни. 30% од населението во селото се занимава со активно овоштарство и подигнати се многу убави насади кои се започнати. Имаме малку проблеми, мислам не малку повеќе проблеми со откупот на јаболката. Откуп моментално гарантиран немаме. Ние јаболката ги продаваме исклучиво на албанците. Кога стигнавме ние со нејзе да работиме, потенцијалот се знае каков е. За нас е најважно, господине Цветковски, дека искажавте добра волја за работа и како забележуваме одите напред. Ете бевме во прилика да забележиме и фарма за млечни крави, фарма за свињи и така натаму. Односно, селото Горно Лакочере на некој начин напредува. Дали тоа е клетка за напредок во иднина по ваше? Јас по моје мислам дека селото има голема перспектива. Покрај за развојот на овоштарството имат за развојот и на сточарството. Најмногу застапен е крупниот добиток. Во селото имате едно 4-5 убави фарми кои мислам се стварно само да се видат и за почице. А покрај фармите за крави има уште 4 или 5 има за свињи, и то големи фарми. Едната е кај мојот комшија Здола. Производството на свини почна последните од 90-та година навака, пошто порано снабдувањето го вршеа, мислам, други. Се носеа свини од Србија и овамо таму. Сега од последниве години имаме добри сорти на свињи и мислам селото едноставно речено водите напред. Во овие тешки услови гази со добри чекори напред. Во селото пред едно 3-4 години се изгради нов храм. Се изгради црквата Свети Никола. Мислам една од најдобри, можда и најдобра на Охридскиот, мислам, регион. Изградена е со средства од местното население, а има и донации од страна, мислам, од сите страни. А најголемиот товар е од селото. Покрај црквата Свети Никола изградена е најсовремена трапезарија до самата црква. Мислам, стварно нешто што стварно вреди. Одредени зафаќања во последните години се направени и во манастирот Свети Спас. Започити е одборот кој го сочинува во манастирот Свети Спас и јас мислам на тие луѓе треба да му се одади вистинско признание. Зафатени се и манастирот е, мислам, комплетно реновиран. Донесен е во таква состојба што стварно секој би се чувствувал многу добро. Среќа голема што селото располага со многу плодна земја, така да после уништувањето на стопанството во државата, после испуштањето на работниците од фабриките, луѓето имаа среќа да повторно се свртат кон земјоделието, односно се занимавањето со земјоделие и сточарство.
Одамна е познато дека селото Горно Лакочере беше главниот снабдател на градот со млеко. Меѓутоа еден извесен период беше занемарено, луѓето се запатија по фабриките, така да беше начисто и уништено сточарството во селото. Сега повторно заживеа и сточарството и земјоделието. Иако знаете сами дека занимавањето со земјоделие со сточарство е тешко, меѓутоа луѓето излегуваат од крај на крај, обезбедуваат средства за најелементарни потреби, да речеме. А што се однесува до селото Горно Лакочере, местоположбата на селото Горно Лакочере не било секогаш на ова исто место. Селото претходно се наоѓало во близина на реката. Меѓутоа, од самите поплави, знаете, 60-тите години, луѓето беа принудени да градат нови куќи, односно да ги напуштат старите куќи и дојдени се на ова место каде што и ден денес живеа. Селото брои околу 200 куќи, нажалост со 200 куќи, околу 70 куќи се празни, луѓето се наоѓаат на печалба, кој Австралија, Германија. Нажалост, би рекол, селото, иако далечено само 5-6 километри од градот, едноставно е запуштено. И јас ако ви кажам дека најелементарните потреби во селото, дека се уште ги немаме, во прв ред проблемот со водоснабдувањето. Иако имаме селска мрежа, изградена од собствени средства, преку кмесен самопридонес. Главното снабдување е од Коселската река, меѓутоа во летниот период, почнувајќи од мај месец, па негде до крајот на септември, имаме, рачунете дека во селото воопшто немаме вода за пиење, а камоли за други потреби. Иако знаете дека баш во селото водата во летниот период е многу попотребна него во градот, да речеме. А што се однесува околу инфраструктурата? Видовте, прошетавме по уличината низ селото, дека ниедно уличе не е асфалтирано. Ми забележавте околу сметот во селото, дека селото фактички е загадено. Јас да ви кажам искрено, ако продолжи со ваков терп, дека за 10 години ќе треба изгледат бегајки од сметот да се иселиме и од ова место. Во сега како проблеми, ви реков, прв проблем ни е водоснабдувањето, сметот на селото, па во иднина и канализацијата. Тоа се главни, да речеме, проблеми моментално во селото. Колку ученици ден денес во вашето училиште конзумираат писменост? Видите, училиштето во Горно Лакочере, Коста Рацин, тоа е училиште каде што моментално учат и децата од Горно Лакочере, Долно Лакочере, Орман и дел од ценогорската населба Радојца Новичич. Негде се околу 250 ученици, од прво до 8 деление. И како што претходно ви реков, тоа училиште изградено повторно со средства само од местното население, од овие населби што ги спомнав, и нажалост до ден денес, сем пред 2 години, некоја мала инвестиција се даде од страна на Министерството за образование за препокривање на училиштето. Друго, до ден денес воопшто не е ништо инвестирано од страна на Министерството. Се забавуваат во градските дискотеки. Едноставно градот е, сами знаете, блиску, па и нема проблем во врска со слободното време. Како го замислуваме селото Горно Лакочере во иднина? Па да ви кажам искрено, спрема моменталните услови во селото. Јас би бил среќен да селото го вратиме
прво пред се треба во село да се врати она основното занимање на луѓето во селото, тоест да се унапреди земјоделието во селото, сточарството, да од страна на државата да се овозможат оние кредити за унапредување на земјоделието, да се стимулира земјоделието, да и младите луѓе се зафатат со тоа занимавање, со сточарство, со земјоделие, да не рачунат дека земјоделието, сточарството се некои така споредни работи, едноставно да не гледат дека само во индустријата е излезот. А во селово, јас према мене, мислам дека главно треба да не биде занимање земјоделие, сточарство. За како би се постигнало тоа? Нормално треба да се постават услови во селото, да се решат сите оние проблеми претходно што ги наведов, да се изградат оние објекти што се потребни за селото, пред се тука мислам на амбуланта, школото да се доведе во ситуација да може да се врши нормална настава, да едноставно децата, односно младите луѓе во селото гледат да останат во селото, а не да му видат приоритет како да го напуштат селото. Вака го виде Голно ракоче Горно Лакочереј телевизија Морис, што некогаш турците го запишале како Токочарејви. Арно, ама и покрај настојувањата не успеале да оформат чифлик на синодот одатарот на Овзел. Каде што има вера, има и дела, не изборуваше господјата Серафимовска, зборови што длабоко оставија во нас впечаток. Зборуваме за Горно Лакочереј, што значи постои долно, ама за истото ќе се позабавиме во некоја друга прилика, иако одејќи према горното, го видовме и долното. Вредеше уште да споменеме дека всушност куќите во Горно Лакочереј, простите, се работени по банатскиот стил на изградба. Веднаш до главниот пат се наоѓа плевната, па гумното со почесниот стожер и на крајот домаќинството. Прилика од онаа страна да се посматра се и кој жне, и кој врши, кој поминува, кој колку загледува и завидува. Ама денес механизацијата што во село Горно Лакочереј ги чини безмалку 200 трактори. Оваа завидност што од вајка да постојава ја анулира и затоа тврдиме Горно Лакочереј важи за современа и модерна населба со желба на луѓето за неизмерна гостопримливост на крајот од краиштата. Тоа бевте во прилика да го забележите и по слика. Водата за пиење исто така на некој начин представува апел кој што ќе им дозволи на Горно Лакочеријани да живеат полесно. Како и пред малку спомнавме за најдот си го знаат лакочеријанци. Добри се биви измени. Го користат поднебјето што од Господ дадено и им го понудил за опстанок. Направиле неколку фарми за пернати животни. Направиле неколку фарми за свињи и крави. Направиле пилана, сокара и ред продавници кои што не дозволуваат да оскудела жителството на ова село за општина Мирници.
каде што има вера, има идеја. И затоа со отворено срце, лакочевјанци ве понудија на Спасов ден да им бидете гости во манастирот Свети Спас. Од самиот ден на спомнатиот празник, кога ќе се подели во изобилство музика и богата вечера, а воопштените вообичаи кои што лакочервјанци од давнина ги негуваат, следуваат утредент. Ние се уверивме во нивната гостопримливост. Уверете се и вие. Посетете ги. Селото Горно Лагочереј не е оддалечено повеќе од 5 километри од градскиот центар. Викаат, важи за Охридско село, а ние тврдиме, тоа е безмалку предградие на градот. Невиденото во Горно Лагочереј го оставивме за подобри времена.